престојува во посета на земјава. Таа ќе се сретне со премиерот Христијан Мицковски, ќе учествува и на лидерската средба Европската унија Западен Балкан, која во следните 2 дена ќе се одржи во Скопје, на која ќе се разговара за планот за раст. За денеска попладне најавена е тет-а-тет средба на еврокомисарката со премиерот Мицковски, пошто ќе се одржи билатерална средба со останатите делегации на лидерската средба. Најавено е присуство на лидерите од Западен Балкан, како и на министри и високи представници од Европската унија, регионални организации и меѓународни институции. Утре во рамки на лидерската средба ќе се одржат 2 панела, од кои првиот ќе биде посветен на планот за раст на Западен Балкан и на него ќе се обрати и премиерот Мицковски и еврокомисарката за проширување, пошто ќе следи заедничка пресконференција. Вториот панел ќе биде посветен на конкретните механизми и поддршка за спроведување на планот за раст. Посетата на еврокомисарката за проширување на земјава минатата недела ја најави Европската комисија, која соопшти дека КОС доаѓа во Скопје на средба со лидерите од Западен Балкан за планот за раст и дека покрај премиерот Мицковски на средбата ќе присуствуваат и лидерите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија и Црна Гора. Поради одржување на лидерската средба, овие 2 дена во Скопје ќе биде воведен посебен сообраќајен режим во поширокото централно градско подрачје. Од Министерството за внатрешни работи апелираат до учесниците во сообраќајот да ги почитуваат наредбите на полициските службеници. Председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицковски денеска ќе присуствува и на пуштање во употреба на делницата Дреново Фариш до Прилеп. Новиот министер за здравство амбициозно најавува дека ќе успее да воспостави систем во кој актуелниот мој термин ќе овозможи поквалитетно здравство. Ако матичните или специјалистите во болниците и поликлиниките не ги направат потребните испитувања, нема да можат да ги пратат пациентите на клинички. Азир Алиу информатичките вештини ќе ги применува во здравството. Тој најави нов систем поврзан со мој термин, кој ќе содржи прецизно дефинирани протоколи, како да се одвива лекувањето од примарно преку секундарно до терциерно ниво, бидејќи првичните анализи покажале дека 70% од пациентите директно се праќале на клиника. Според министерот, системот нема да дозволи креирање на упати доколку претходно не се направени потребните дијагностички процедури, а ќе се евидентира и кој доктор како и колку работи. Системот нема да му даде можност со тоа што ќе има ние како IT рековме црвено бутонче, каде што самиот лекар, без разлика дека не ги поминува сите здравствени патеки, индикатори, он може да го пренасочи кон терцијално здравство, така да он ќе добива поени колку пациенти на месечно ниво фактички праќа на терцијално здравство без да ги помине сите чекори во системот. Тоа ќе значи дека ќе имаме јасни индикатори за секој доктор во државата, дали услугите што треба да ги нуди во примарно и терцијално ги нуди или само прави редирект на пациентите од примарно на терцијално. Сите овие податоци јавно ќе бидат достапни на веб страницата на Министерството. На овој начин ќе се обезбедат прецизни податоци колку кадар има во јавното здравство и со каква опрема располагаат болниците и клиниките. Алиу им дал обврска и на директорите секој месец да му доставуваат извештаи што сработеле. И јас како министер пред вас и пред граѓаните давам отчет, ќе мора и ќе треба секој директор исто така да дава отчет. Јас барам од сите директори, имавме средба, на месечно ниво да поднесуваат извештај со сработеното и со активностите за наредниот месец, за да може да компарираме кои активности се завршени, кои активности ги чекаме наредниот месец, се со цел да помогнеме таму кај што има потреба институционално да се помага. Сите граѓани кои имаат забелешки, предлози или некаков проблем во здравството, секој петок може да му ги соопштат на министерот, но претходно треба да закажат термин преку алатката Отворен кабинет на интернет страницата на Министерството. Но Алиу рече дека првите 15 термини веќе биле резервирани. Александар Динев, Сител телевизија. Според најавите од Министерството за образование и наука, од следната учебна година ќе биде прва во која учениците нема повеќе да имаат печатени сведителства. Току успехот на учениците ќе биде само во електронска верзија.
Наместо свидетелство во печатена форма, од идната година годишниот успех на учениците ќе може да се следи само електронски. Не една година од водењето на Министерството, министерката Јаневска најавува дека кога масовно ќе се пушти новиот надграден електронски дневник, нема да се трошат пари за печатање на свидетелствата, освен за учениците кои ќе аплицираат за учење во странство. Надградената форма на електронскиот дневник предвидено е училиштата преку нивните системи да ги поврзат сите документи кои што ќе им бидат потребни за да може да се запише ученикот. Искрено се надевам дека тој процес ќе успееме да го решиме за една година, затоа што всушност поврзувањето на електронскиот дневник со училиштата се уште во овој момент го тестираме. Тоа е пуштен низ цела Македонија и во овој момент немаме никаков проблем, затоа следната година кога ќе се видиме, овој проблем ќе го нема. Испрати порака и до наставниците и до учениците, заеднички да се подобри знаењето за да нема лоши резултати на крајните тестирања. Според Јаневска, во тек се постапките за набавка и печатање на учебниците кои ќе се користат од септември, вклучително и оние по странски јазици кои не достигаа 6 години. По однос на инфраструктурните инвестиции, последнава година биле вложени 2 милиарди денари за нови 7 училишта, 20 објекти се реконструирани, а се градели уште 4 нови спортски сали, продолжува реконструкцијата на 2 студентски дома во Скопје. А за една година владење, Јаневска и владата добија единица од СДСМ. Од партијата реагираа дека образованието на работ на целосен колапс, а системот девалвиран. Дополнително министерката донесува закони без јавна дебата и без вклучување на засегнатите страни. Лицитира со бројки колку наставници ќе останат без работа, без понудени решенија. Трансформира работни односи по партиски клуч. Наместо квалитет, хаос. Наместо реформи, притисок и незнаење. Оваа образовна политика не заслужува пофалба, туку итна интервенција и одговорност. И оваа година уписите во средните училишта се вршат електронски и со физичко носење на документите во училиштата, бидејќи според министерката не сите имале пристап до е-формата на пријавување. Според министерството, близу 17.000 ученици годинава се запишани во средни училишта со првиот уписен рок. Утре пак учениците ќе може да се пријават на вториот уписен рок за слободните места кои што се останати во сите училишта. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Преминиот градоначалник на Кочани смета дека е потребна морална политичка одговорност за трагедијата. Во меѓувреме, роднините на загинатите бараат правда, а тројца од повредените од пожарот во Кочани се уште се на лекување во странство. Морална одговорност требаше да има од највисоките политички кругови за најголемата трагедија во Македонија, веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски во интервју за Радио Слободна Европа. Вели дека доколку министерот за внатрешни работи си поднел оставка од морални причини, ќе дал позитивен политички пример. Го повика премиерот Мицкоски да отиде во Кочани, бидејќи само со помош на централната власт може да се издигне повторно градот. Во ова ситуација конкретно министерот за внатрешни работи, јас не велам дека негова е одговорноста да се правно формално, меѓутоа тој и tekako има одговорност како една година министер, најмалку од се да биде позитивен политички пример. Крстевски вели дека нема доверба во судскиот систем, бидејќи низ примерите во минатото. Дел од судиите се наклонети кон политичко влијание, но вели јавноста будно ќе го следи целиот судски процес, за да нема простор за било какви влијанија. Во меѓувреме на вчерашниот марш на ангелите во Кочани, семејствата на загинатите повторно изјавија дека не се задоволни од опвинението, во кое се опфатени само 34 лица за трагедијата. Побара од судиите да судат фер за смртта на нивните најблиски. И судиите, еден апел до нив, криво нека седат, право нека судат. Оти они не се тие што треба да на некој маката ја злоупотребуваат и да се нервират некој од нив и да умират секој ден. Ако мислат дека дома ќе носат крвави пари и мртви пари со нашите деца, нека мислат. А има од озгоре кој ќе им пресуди на нив. Па се нека седат, нека размислуваат дома. 5 пати нека мислат, еднаш нека сечат. За рехабилитацијата на повредените од пожарот, министерот за здравство информираше дека третманите на првата група која на Пониква се при крај, а на средината на јули ќе продолжи на рехабилитација и втората група на повредени. Таму младите сакат да продолжат и понатаму. Имаме барање од некој од нив за да можат и со втората група, ако има место да продолжат. Втората група ќе биде најверојатно
втората половина од наредниот месец, бидејќи сакаме после завршувањето на првата група 2-3 дена да имаме наши состаноци, да видиме што може да се подобри од таа програма што во моментот оди таму. Тројца од повредените во пожарот во Кочани се уште се на лекување во странство, а нивната здравствена состојба е стабилна, соопшти Алију. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Ова беше последното нешто во вестите во 8, следете не и во 9 часот, секако со нови содржини. Пријатно.